Вице-премиере, утрово се сретнавте со министерот за надворешни работи на Грција, прва средба. Кои се впечатоците и кои се пораките што ги добивте од Гера Петритис? Одлична атмосфера на првата средба со грчкиот министер за надворешни работи. Испрати јасна и недвосмислена порака дека дава Грција целосна поддршка и продолжува со досегашната поддршка за Северна Македонија и за членувањето во Европската унија. Кажа дека Грција чувствува посебна одговорност во однос на проширувањето на Западен Балкан, бидејќи токму во Солун пред 20 години било дадено ветувањето дека Западниот Балкан има европска перспектива и Грција е практично иницијатор на повторното отварање на оваа дебата за утврдување на јасна временска рамка и за јасни одредници во кој период би се случило тоа проширување. Тоа е за нас охрабрување. Ги дискутиравме и нашите билатерални односи кои што се одлични и одат само во нагорна линија по склучувањето на Преспанскиот договор, по решавањето на нашиот билатерален спор и по влезот во НАТО. Така што тоа пријателство се гради веќе неколку години, има одлични резултати и заклучивме заедно дека мора да продолжиме во истата насока и дека примерот на Преспанскиот договор и развојот на нашите односи со Грција треба да биде исто така пример и за другите во регионот, но исто така и за нас дека вреди да се носат тешки одлуки и во моментот и дека носењето тешки одлуки може да донесе само придобивки, иако изгледа тешко во моментот на донесување на одлуки. Имаме тешки одлуки пред нас на патот кон ЕУ. Дали сте оптимист дека ќе поминат уставните измени со собранието? Кога не би бил оптимист, не би го работел ова. Целосно сме посветени на остварување на двотретинска поддршка за уставните измени. Мислам дека ова што го кажува и грчкиот министер за надворешни, што се слуша дека има реална шанса да има ново проширување до крајот на оваа декада, до 2030 година, е навистина реална шанса и дека не е само една убава приказна и убави зборови, туку е прилика која што ние не треба да ја пропуштиме. Дали ќе ја пропуштиме или не, зависи од нас. Ние се бориме да и преку тие тешки одлуки ја прескокнеме последната препрека и продолжиме со преговорите за да не биде таа цел достижна. Не сакаме во 2030 година, кога ќе има прием на нови членови, да се случи ние да не сме меѓу нив. Напротив, кога 2030 година ќе ја чуеме веста дека има нови членки на ЕУ, сакаме Северна Македонија да биде една од тие нови членки.